На тројка би се рекло за Фоцис, четврта негова, 58-70. Предност за нашиот тим. Војдан Стојановски префали топката на противничкото поле. Ќе биде нападот за Македонија. 35 секунди. Не се свесни грчките кошаркари што им се случи во Алитус. Ова ќе биде голем ден за македонскиот спорт. Долго очекувана победа, нешто што го направија, би се рекло, и ватерполистите на оној триумф против Грција во светската лига. Треба да исфрлиме веќе топката кај Мекелеп, таму е најсигурно, времето најбрзо ќе минува кај него и кај Илиевски. Сега овој помисли дека нешто е побарано и од клупата. На 20 годишнината од осамостојувањето на Македонија, на еден блескав начин кошаркарите, би се рекло, неколку дена порано успеваат да дојдат до триумф против еден од најголемите противници. Несомнено, двократен европски шампион е Грција, една од репрезентациите која важи и доминира во кошаркарскиот спорт, но секоја победа против големите репрезентации добре дојдена, особено ако тоа станува збор против нашиот јужен сосед. Чековски промаши, но знаеше да ги погоди оние негови тројки во вистинско време. 10 поени за Ѓорги Чековски и тој е со двоцифрен учинок. Ке слават македонците во Алитус секако долго, ке слават и македонците во Македонија и низ целиот свет уште подолго. Вакви лица на грчката клупа немало одамно. Зизис ке треба само формално да ја заврши оваа работа, да го одигра последниот напад за својот тим. Василидис нема тројка, веќе се кренати рацете на клупата на Македонија. Македонија слави победа против репрезентацијата на Грција. Немаме желба да тргнеме кон противничкиот кош. Триумф на нашата репрезентација, 72-58. Ова беше можеби најтешкиот момент за грчкиот селектор, да ја стисне раката на македонскиот селектор за победа во кошарката, нешто што можеби малку кој го очекуваше. Извореден резултат на македонската репрезентација. Уште еднаш ке повторам, Алитус денеска станува место каде што се случуваат кошаркарски резултати, малку кој ги очекуваше. Триумф од 14 поени разлика на македонската репрезентација. Ги заслужуваат и овие малубројни навивачи кои дојдоа во Алитус да бидат поздравени вака од нашиот национален кошаркарски тим. Извореден резултат, грците испратени, би се рекло, во соблекувалната, а сега оној вообичаен поздрав на победниците. Голем триумф на македонската кошарка, 72-58, победа од 14 поени разлика. Статистиката ќе остане запишана, би се рекло, во компјутерите некаде далеку скриена, меѓутоа овој резултат од овие 14 поени разлика ќе биде секогаш запаметен. Голем триумф за македонскиот спорт, особено што со втората победа на европското првенство во оваа Ц група нема веќе непоразени, и од едноставна причина што сега гледаме колку малку ни недостасуваше на оној надпревар во првото коло против Црнагора да дојдеме и до максимален учинок. Како и да е, ќе ги оставиме сега нашите кошаркари да слават и да го прославуваат овој историски триумф. За нив самите, секако и за македонскиот спорт. Ние тука ќе го завршиме директниот пренос. Напомена дека во 20 часот следува уште еден надпревар од оваа група, дуелот меѓу репрезентациите на Хрватска и Црнагора. Во секој